Македонија одсекогаш постоела традиција за одгледување кучиња. Тие автохтони популации на кучиња се уште не се заштитени како посебни македонски раси. Освен шарпланинецот, кој е признаен од Светската кинолошка федерација како засебна кучешка раса, на национално ниво е признаена и расата македонско овчарско куче Караман, за ловната раса македонски хрт и овчарската раса мијачко овчарско куче. Објавени се книги во кои се напишани стандардите на овие две раси, но се уште не се регистрирани кинолошки клубови кои ќе се зафатат со нивно организирано одгледување. Преку овој филм ја представуваме и расата македонски паничар, која всушност е и најстарата раса на куче во Македонија и во Европа. Македонскиот паничар е куче со навидум спокоен темперамент, кое во моменти на реакција станува екстровертно, упорно битие што непопустливо ја завршува задачата што му е доверена. Тој е верен придружник, чувствителен другар, интуитивен предскажувач. Тој е бог во мал формат кој, иако не знае вербално да се изрази, умее да испорача богати аргументи за опасностите во околината. Станува збор за кучиња кои можете да ги разберете само ако ги имате до себе, зашто единствено преку непосредноста може да се осознае природата на секое живо битие. Има миролюбив карактер, пријателски е настроен и дружелюбив со членовите на семејството, со децата и со добронамерници кои самиот ги препознава, а во исто време е жесток чувар на имотот на кој живее. Има сангвиничен темперамент. Паничарот употребува постапки кои веќе ги има научено во практиката, особено ако тоа дотогаш му било од полза, но знае да изреагира и сосем различно од вообичаеното кога за тоа има таква потреба. Води сметка и за ситуацијата и за просторот во кој истовремено бара параван зад кој ќе се скрие ако се најде во незавидна состојба во која е немоќно да стори што и да е. Има и храбри единки кои и по цена на својот живот влегуваат во опасни ситуации. Си ја бележи територијата која си ја сваќа за своја со уринирани лични податоци, а секоја повреда на неговиот сопственички простор го сваќа за лична навреда на која реагира бурно и упорно. Ги насетува опасностите со непогрешливо интуитивно чувство, та затоа може да се најде и пред време на местото на кое треба да се случат некои работи што паничарот ги разбира како повреда на личниот простор. Се добива впечаток дека никогаш не чувствува замор, љубопитно ги проверува аудитивните и мирисните податоци и реагира соодветно. Има ситуации кога повремено напаѓа и повремено бега, но и покрај тоа не се откажува од намерата да го изгони посетителот што го сваќа како натрапник. Не постои строга дефиниција за неговото однесување во позиција на напад и на одбрана, зашто неговите постапки зависат од ситуацијата во која соодветно се применува неговата интелигентна сегашност. Употребува скокови, разни движења, со блеферски инстинктивни реакции, како и лажни потези со лукава одмереност. Едно од најголемите пријателчиња на детето е македонското паничарче. Во невидливиот духовен свет на паничарчето, во кој нештата се восприемаат на некој поинаков интуитивен начин, совршено место зазема чудната логика на детскиот свет. Во тој свет се наоѓаат две невини и недолжни суштества кои умеат во целост да се разберат. И детето и паничарот се единствените жители на екзистенцијата кои можат да ги забележат и најневидливите случувања и поместувања во светот на објектите.
Токму затоа, овие две пријателчиња умеат сосем да се разберат и реално да ја сватат секоја новонастаната ситуација. Децата се уште го знаат заборавениот јазик на луѓето, кој бил користен во примитивните заедници, та затоа можат да ги прочитаат пораките на македонскиот паничар, кој пак се уште го негува примитивниот јазик од речникот на сетилната и на интуитивната семиотика. Многу е притеми со деца, јас дома имам 5,5 годишна ќерка. Кога го имавме Роки, ние веќе го имавме Роки, па јас забременив, па Кјара дојде на пат. Дома беа 3 кутриња тогаш, значи го имавме Роки, имавме Малино и го имавме Цезар, кој е германски пинч. И во првиот момент кога ја донесов Кјара дома, ја оставив за да они неа ја прифатат, затоа што она е новиот член што доаѓа. И многу е интересно што ден денес Роки е многу приврзан со неа. И нејзи е омилениот миленик, затоа што знае да се игра, иако е стар, знае да ги земе незините играчки, да ги влече, да ја тера да се играат. Значи, буквално како бебе се понаша. Староста, најверојатно, го тера да се враќа во минатото. И, значи, со сите деца од мало, сите го знаат, со сите е мирен, со сите е добар. Уличните мачки, улични кучиња, други кутриња, со сите е питам. Значи, нема многу емпатичен е кон сите. Кон луѓето највек. И најмалото нарушување на воспоставениот ред во микросредината на една семејна заедница, на еден дом во кој непосредната практика на секојдневието има веќе утврдена динамика, паничето знае мощно сензитивно да ја почувствува и да ја најави пред жителите на таа семејна атмосфера. Ја чувствува секоја дразба на негативната енергија. Потоа реагира така како што советуваат сетилата. Спонтано, но искусно. Правовремено, но предпазливо. Енергично, но досетливо. Македонскиот паничар има душа како јагне. Меѓутоа, понекогаш може да се однесува жестоко кога е во прашање чување на домашниот имот и домашниот семеен амбиент. Какви се чуварските способности на паничарот и жестокоста на териерите македонски, ќе можеме да се увериме сега. Приоѓаме до едно складиште за градежни материјали, каде што има ротвајлер и македонски паничар. Најдобро ќе се увериме сега, еве, за тој тивко зборуваме, затоа што се многу чувствителни на секој шум и реагираат бурно, за да може собственикот да искочи и да провери какви натрапници доаѓаат. Токму поради малите димензии, ова куче водено од инстинктот за преживување си го наоѓа своето постојано живеалиште во домот на македонецот, каде што добива корка леп и внимание. Неговиот општ изглед не му дава можност да екзистира во суровата природа во која главниот опонент се дивите планински ѕверови. Затоа си ја врзува својата судбина исклучиво за просторот на домот, куќата, дворот, во непосредна близина на семејната атмосфера. За возврат на човечката гостопримливост, македонскиот паничар го подарува својот несебичен алтруизам со цел да го заштити домот од посетителите со непристојни намери.
Македонскиот паничар успел да го преживее времето токму поради тоа што е мал, зашто некогаш токму малите животни успеваат поубаво да се сокријат во најразлични опасности. Лесно се протнуваат во помали процепи, влегуваат и таму каде што поголемите животни не можат ни да допрат. Ова македонско куче е свесно за својата големина и за својот хендикеп поради тоа свое природно наследство, па токму затоа кај себе развило необична интелигенција. Умее да се снајде, да го прелаже и да го надмудри противникот. Се служи со блефирање. Упорно бара начин за излез од безизлезна ситуација. Трудолюбиво движејќи се на сите страни, за да најде место од каде што подобро ќе го увиди своето место во просторот. Ги студира карактерите на вашите соседи, на пријателите и на роднините, а потоа сите нив ги става или во една мемориска картичка, онаа за добрите луѓе, или во другата, онаа наменета за луѓето што можат да му напакостат на домот и на жителите од тој дом. Дури и невообичаено лесно, уште на прв поглед може да се зближи со некој посетител кога го гледа за прв пат, ако во него препознае добар човек кој нема злонамерни мисли. Паничарот ви ја чита душата, ви ги лови мислите кои пловат како облаци по небото на вашите погледи. Емотивно ги следи сите случувања во домот и умее да ги препознае повредените срца. Во мигови на стрес и на потиштеност немојте да барате некакви медикаменти. Доволно е само да погледнете во нивните очи за да ја сватите бесмисленоста на тагата. Затоа постои мислење дека ова куче е символ на семејната среќа. Неговата душа е пријатно прибежиште за секој меланхоличен излив во осаменоста. Знае да ја оживее мртвата неволност и да измисли некаква божемна опасност само да го разбуди својот разочаран пријател. Ако чувате македонски паничар, кажете му збогум на вашиот психијатар. Кажете и збогум на потиштеноста и на психолошката немоќ. Паничарот сака да биде сакан, така добива ментална сила за дејствување и поголем мотив за жртвување спрема семејната заедница на човекот. Ако го искарате или ако го укорите, ќе се држи настрана, очекувајќи стрпливо да му се извините со некој симпатичен и човечен гест. Ако сакате да чувате македонски паничар, строго е забрането да применувате физичка казна и сурово однесување. Со него треба да градите трпелив и упорен однос со цел да му докажете дека сте му вистински пријател. Кога ќе ве прифати како верен и добродушен пријател. Кога ќе свати дека не му мислите лошо и постојано го браните од големите неволји во кои многу лесно запаѓа поради неговото големо срце во мало тело, тогаш ќе имате проблем. Не ќе можете да избегате од него. Во таква пренагласена добрина која паничарот ќе ја прочита во вас, како искрена непосредност, едноставно ќе си направите голем проблем, ќе сака по секоја цена да биде единствено со вас. Треба да се знае и дека ова куче понекогаш покажува известни знаци на тврдоглавост. Таа негова особина не се однесува на непослушноста, туку на потребата да го истера до крај она што си го поставил како задача, а која човекот не може да го препознае поради заслабнатите сетила. Во такви моменти треба да се остави паничарот да си ја заврши спланираната работа, која ја препознал како неопходност. Кога им се препушта на сетилата, кои се изострени и непогрешливи во заклучоците, неопходно е да му се верува, зашто само така можете да дознаете зошто е толку упорен. Всушност, паничарот го гледа тоа што не можеме да го видиме ние, луѓето. Многу се закуќа, подобро куче нема тој. Нема. Чуваат?
чувате, многу се паметни, А со деца многу се мири, ги знаат децата, со многу ги сака. Сите деца, не знам зашто, тоа чудно е, децата ги Не напаѓаат деца, така? Не. Во текот на неговиот развиток од кученце па се до зрела возраст, македонскиот паничар постојано развива цел спектар од сигнали и постапки што ги прави со телото кои му служат за комуникација со средината, со луѓето, со другите кучиња, со преостанатиот животински свет. Со тој комуникацијски код, кој во голема мера е општ за сите кучиња, а во одреден дел содржи и субјективни сигнали што кучето ги научило во конкретната средина во која живее, си го објаснува своето однесување. Например, кога сака да изрази послушност или каење за постапката за која е укоруван со поинаков тон од страна на човекот, ја витка опашката надолу или ја става меѓу задните нозе. Општо забележливо е и тоа што, кога го погледнувате со известна доза на прекор, паничарот ја врти главата настрана за да го избегне вашиот сериозен поглед, а потоа ги подспушта и ушите или легнува на грб со цел да покаже, условно речено, и каење. Стопанот на овој вид македонско куче исто така треба да знае оти кај секој поединечен паничар постојат и субјективни сигнали кои ги запаметил на свој начин и ги практикува исто така како што ги доживеал. Затоа е неопходна силна поврзаност меѓу двајцата другари, човекот и паничарот. А особено е важно човекот добро да го наблюдува своето мало пријателче за да му ги дознае сите негови субјективни изрази со семантичка илустрација. Од друга страна, и паничарот го наблюдува својот другар, така што и тој учи од постапките на човекот, толкувајќи ги на свој начин сите тие човечки манифестации. Голем предизвик и одговорност е да се даде одговор за физичкиот изглед на најбројната автохтона популација на кучиња во Македонија, која досега не била третирана во кинолошки рамки. Токму поради тоа што никој не се занимавал со нивно организирано селективно размножување, постојат морфолошки разноликости кај кучињата со мал раст од Македонија, кои македонците ги нарекуваат паничиња. Имајќи предвид дека ликовните елементи, форма, големина, боја, линија, текстура се моје професионално секојдневие, се надевам дека ќе успеам објективно да ги опишам кучињата со мал раст од Македонија и при тоа да издвоиме кој тип на кучиња од таа голема популација би биле употребливи за создавање на идната раса македонски паничари. Балканскиот полуостров е богат трезор на културни вредности на Европа од времето на Старата ера. Всушност, на тој простор живееле првите жители на Европа. Многобројните неолитски населби од пред 7000 години сведочат за континуитетот на живот до денес. Во неолитските населби на јужниот дел на Балканот, освен коњот и мачката, се билјувале сите други денес познати домашни животни. Мноштвото од косткени остатоци од кучиња укажуваат дека биле одгледувани во населбите. Во бакарното и бронзеното време се случиле значајни демографски раздвижувања на евразискиот простор, кои го зафатиле и Балканот. Во железното време, во времето на основањето на првата држава во Европа, Македонија, се случил значаен културен прогрес во тракиските, илирските и во хеленските градови и држави. А тој културен прогрес се одразил и во ликовната уметност. Мноштво од скулпторски дела сведочат за изгледот на кучињата во античкиот период. Особено голем развој на ликовната уметност се случил во областа Атика, во Јужна Грција, како во вазното сликарство, така и во скулптурата. Во таа област се пронајдени многобројни надгробни споменици, а на некои од нив до покојниците има кучиња со мала раст.
Во срцето на Балканскиот полуостров е Македонија, во која денес се огледуваат многу автохтони кучиња со мал раст, но преку историјата на ликовната уметност ќе се навратам во изминатите времиња, за да провериме дали тие автохтони кучиња со мал раст од Македонија имаат своји одамнешни корени на овој македонски простор. Многубројни керамички артефакти од неолитскиот период укажуваат на ликовните можности на домородните пелазги. При археолошките ископувања на неолитската населба од Зелениково кај Скопје пронајдена е зооморфна теракотна скулптура на куче, но и уште една скулптура од неидентификуван локалитет кој би можело да представува куче со кратки нозе. И покрај видливите оштетувања на долните делови од нозете, опашот, ушите, во оваа скулптура не може да препознаеме друго животно освен куче со кратки нозе, односно со долго правоаголно тело. Ова е втората теракотна скулптура пронајдена во Зелениково од неолитскиот период. Делумно морфолошки се разликува од претходно изложената теракотна скулптура. Овдека е многу јасно видлива форма на куче која е со цврста муцка, ушите се оштетени, се скршиле од теракотата, нозете опашот, меѓутоа тука можеме многу лесно да препознаеме куче териер кој старите пелазги го одгледувале на овој простор. Американскиот зооархеолог Марија Гингутас во нејзините истражувања на тлото на Македонија и своите сознанија ги објавила во својата книга Неолитска Македонија, публикува череп на куче пронајден на археолошкиот неолитски локалитет Амзабегово, близу Штип, и дава своје видување и анализа во однос на остатоците од кучиња пронајдени на други неолитски наоѓалишта на Балкан. Според истражувањата на коските се претпоставува дека висината на кучињата на овој локалитет била околу 41,5 см и дека припаѓале на типот палустрис. Амзабегово е најстарото неолитско живеалиште во Македонија. Кај различни археолози има различни тези за настанување на населбата, а тие датирања се помеѓу 6510 и 5600 година пред наша ера. Според тоа, освен што овој череп е најсочуван од досега пронајдените, тој најверојатно и најстар. На 16 километри од Амзабегово, на локалитетот Рукбајер, Горобинци, американска и југословенска екипа на археолози извршиле археолошки ископувања и е констатирано дека населбата припаѓа на средниот неолит. На локалитетот се пронајдени 7 добро сочувани коски од кучиња, според кои е констатирано дека кучињата на овој локалитет биле помали од оние во Амзабегово. Со подемот на македонската држава во античкиот период дошло до развој на ликовната уметност. На бројни македонски артефакти од тој период може да забележиме како изгледале кучињата со мал раст во антиката. Ова е македонска античка монета кована во времето на македонскиот крал Александар I, кој е прикажан како коњаник кој во левата рака држи 2 сариси, копја, и помеѓу нозете на коњот скулпторот прикажал мало куче македонски паничар кој е во профил и од кој идеално може да се видат контурите на изгледот, поставеноста на опашката, соодносот на черепот со муцката, соодносот на нозете во однос на трупот, дека тоа се кратки нозе, која кучето и покрај тоа што е во трк прикажано, со предните нозе понапред, задните во ишчекот, како што и коњот го прикажал во движење, кучето сепак
Оваа монета ни покажува многу за изгледот на македонскиот паничар во античкиот период. Овде забележуваме монета од Менде во Егејска Македонија, каде е прикажан Дионис со кантарос, со вино, Гавран кој стои на винова лоза, а слично како и на монетата од македонскиот крал Александар I, поставено е исто така клучен македонски паничар. Сите овие ликовни дела, почнувајќи од оние две теракотни скулптури на кучиња со мал раст, кои се одгледувале од автохтоните пелазги на тлото на Македонија, па до оние ликовни творби од современото македонско сликарство, сведочат за изгледот на кучињата со мал раст, кои се одгледувале на тлото на Македонија цели 7000 години. Но имајќи во предвид субјективниот пристап на ликовниот уметник, делумно можеме да добиеме слика како изгледале македонските паничари. Во потрага по изгледот на македонските паничари во минатото, сведоштва ќе побарам на старите фотографии од Македонија. Ги истражував и дојдов до многу значајни сведоштва за постоењето на оваа наша стара македонска раса на кучи. Целиот 20 век е исполнет со фотографии, почнувајќи од првата година од тој 20 век, од 1901 година, она фотографија од прилет каде македонскиот револуционер Гоце Делчев, па се до последната деценија од 20 век, каде се фотографирани македонски паничари кои со Маријан ги одгледувавме во Волково, ќе добиеме појасна слика за изгледот и
ќе биде патоказ за оноа како треба да изгледа изворниот македонски паничар.
типично македонско паниче во Стариград, Велешко, општина Чашка. Го гледаме по растот, по типична боја, пченична, малку посветла од онаа што планираме по стандард да биде. Меѓутоа, еве и во најоддалечени места во вакви села автентични македонски има оваа популација на кучиња кои уште од неолитот екзистирале на овие простори, биле најчести, како и што ден денес, сегде по населените места, најчести се македонските паничиња. Оштро влакно, типично македонско паниче. Еве, убав пример на македонска паничарка. За жал, веќе била заловена од шинтери и како и многу други македонски раси кои немилосрдно ги кастрираат, нема да може да се користи за понатамошен приплод, но добро е да видиме една интересна, типична боја за поголемата популација на македонски паничари. Темно окер на кафена нијанса и што да се каже, вистинска штета. Ова е релативно млада кучка која освен за фотографии во ова видео нема да можеме да ја искористиме за приплод, но добро, ќе продолжиме во потрага по македонски паничари да расата да ја обновиме со изворни примеруци. Ушите само се нешто по-нетипично, би требало да ги носи преклопени, но идеално секако нема. Со селекција и тоа ќе го постигне. Македонскиот паничар е автохтона популација на куче која е најраспространета на целата територија на Република Македонија. Пред се благодарение на квалитетите што ги поседува. Тие негови квалитети не се однесуваат на некакво планирано размножување, туку тој стихино се одржувал и обстојувал до денес со природна селекција. Ширина на череп 9. Глубочина на череп 8. Обем на череп 32. На Джони нешто му прави. Нешто му прават. На Джони нешто му прави. Го прегледува дали е здрав. Обем на муцка 17. Врз основа на 71 мерен параметар, кои ги извршивме на 213 примероци, 137 машки и 76 женки, постари од 18 месеци на автохтони кучиња со мал раст од Македонија, го изготвивме предлог стандардот за македонскиот паничар, со кој кинолошките судии ќе можат да го оценуваат ова куче на кинолошки изложби. Македонскиот паничар е автохтона раса која се одгледувала во неолитските населби на автохтоните пелазги, за лов на јазовци и лисици и за заштита на живеалиштата. Станува збор за куче со снажна конституција. Интелигентен е и со жив темперамент. Многу е подвижен и има изострени сетила. Тој е жесток чувар на имот и на лица. А лаењето му е панично, алармирачко и постојано. Исклучително е недоверлив спрема непознати. Верноста му е силно изразена и се приврзува спрема сите членови на семејството.
Македонскиот паничар е идеално куче за придружба кое не го напушта сопатникот во непријатни климатски околности и на разни теренски пречки. Телото е правоаголно. Должината на телото кај мажјаците и кај женките е за околу 50% поголема од височината на гребенот. Длабочината на градите и кај мажјаците и кај женките е околу 55% од височината на гребенот. Соодносот меѓу муцката и черепниот дел и кај мажјаците и кај женките е околу 1:1,6. Челниот дел незначително е испапчен. Поставеноста на линиите на черепот и на муцката се дивергентни. Черепот е средно широк од месоцефален тип. Според обликот, суперцилијарните гребени се малку засводени и благо изразени. На средината на черепот има незначително изразена челна бразда. На задниот дел од черепот има тилна џумка. Стопот е дефиниран, но без нагло прекршување. Носната печурка е средно широка и црно пигментирана. Дозволена е и кафеава носна печурка, кај кучињата со портокалово, кафеаво, бело со портокалово и бело со кафено крзно. Ноздрите се средно широки. Во профил, долната вилица е рамна и дивергентна во однос на линијата на носникот. Забалото е комплетно и ножичасто. Очите се правилно всадени во очната шуплина. Имаат форма на бадем, а медијалните агли се незначително пониско поставени од латералните. Бојата им е од светло пченична до темно костенлива. Погледот е бистар, пробивен, интелигентен. Очните капаци се прилепени, а очните рабови се црно или кафено пигментирани. Ушите се поставени средно високо, разделени кон надвор, подигнати се и превиткани. Имаат форма на латиничната буква В. Според големината се средно долги. Вратот на горната линија е рамен и е искосен за околу 165 степени во однос на линијата на грбот. Умерено е долг, рамен, средно широк и добро е поврзан со трупот и со главата. Мускулест е, а кожата е затегната и без фанони. Горната линија на телото е рамна, хоризонтална од гребенот до сапите. Гребенот е благо издигнат, доволно широк и добро е поврзан со вратот. Грбот е долг, умерено широк и рамен, со мускулест слабински дел. Сапите се средно долги, средно широки и благо се искосени. Горната линија на трупот е хоризонтална, права и завршува со благо искосени сапи. По облик е правоаголник. Просечниот сооднос на височината на гребенот во однос на должината на трупот и кај мажјаците и кај женките е околу 1:1,5. Градите се длабоки, широки и долги, а ребрата еластични. Опашката е поставена во продолжение на горната линија на сапите. Во движење ја носи над грбната линија и има облик на срп. Испружена допира до скочните зглобови. Четкасто е обрасната со густи влакна на долниот дел. Предните екстремитети по должина се кратки, гледани однапред се паралелни, а од профил вертикално се поставени на телото и имаат правилен став. Рамото е кратко, заоблено и со развиена мускулатура. Аголот меѓу лопатката и надлактицата е околу 90 степени. Шепите се средно големи и со лажичест облик. Прстите се збиени, ноктите се црни, а кај кучињата со белини на шепите дозволени се и бели ногти. Перничињата се еластични и црни. Задните екстремитети по должина се кратки. Гледани од страна и одзади имаат правилен став. Скочниот зглоб е средно широк, силен и цврст и зафаќа аголот околу 140 степени. Задното дошепје е кратко, умерено широко и со блага искосеност, пострмно од дошепјето на предните нозе. Движењето му е еластично, комотно и лесно. Карактеристично движење му е касот.
Должината на влакната на гребенот е околу 5 см. Влакната се прави со кратко подвлакно. Дозволени се сите бои, освен тигравата и сивата. Мажјаците се високи од 26 до 33 см, а женките од 24 до 31 см. За мажјаците просечната тежина е 12 кг, а за женките 10 кг. Голема е веројатноста дека генетската основа од која потекнува македонскиот паничар биле териерите кои во неолитот ги користеле за лов на глодари, јазовци и лисици. Сепак, реалноста е дека македонскиот паничар во Македонија не се користи за лов, туку исклучиво за придружба и како чувар на имот. Та затоа ја отфрламе можноста за негово класифицирање во третата FCI група. Токму затоа ни преостанува македонскиот паничар да го сместиме во деветата FCI група кај кучињата за придружба и за забава. Јас ја чувам македонски паничар. Ајде сите заедно да ја спасиме ова македонска раса на кучи.